Ви благодарам. Благодарам на одговорот. Генерално не сум задоволен затоа што не беа опфатени поентите кои што за мене беа битни во ова прашање и ќе одам прашањево дел по дел да го разложам и да кажам што точно и дали добив како одговор. Дали имате намера да побарате одговорност од вашиот министер за борба против корупција Љупчо Николовски, бар основа на тоа што го спомнавте и што го одговаравте, верувам дека едино што ви побарале од него да биде поажурен во спроведувањето сите оние работи, така барем сфатив од вашиот одговор, сите оние работи кои што не чинат или се поврзани со корупција или било какво криминално функционирање. Не најчесто, туку најголемиот дел кој што предходеше на ова прашање беше поврзано со факти и работи поврзани од релевантни институции, затоа го поставив овој дел од прашањето. Вториот дел беше и одговорноста заради земањето замав на сите овие негативни дејанија во нашата држава, меѓутоа сватив дека едино што би направил би побарале од него да биде поажурен во спроведувањето и барањето на сето она што треба да представува негативна девијација во појавата во работењето на луѓето од највисоките или највисокиот ешелон во нашата држава. Ова кое што представуваше и дали ќе се извините на администрацијата, сватив дека нема да се извините, односно треба да толкуваме што сте сакале да кажете, не само сега и во овој случај, туку и во многу повеќе случаи, така да се надевам дека секој пат нареден кога ќе давате одговори на било какви прашања ќе бидете прецизни и јасни и гласни, а не само да биде вперен прстот кон она што представува трети или четврти ешелон, а да не ги гледаме проблемите во првиот и вториот ешелон преку примери кои што овдека само дел посочив, дел веќе имаат и судски процеси во случајов во изминатиот период, така да примерите кои што ви кажав, а се амнестирани во случајов и она што треба представува дали ни е проблем за нас како држава, нема да добијаме одговор, односно не добив одговор, и дали размислувате дека пративте опасна порака до владините функции дека се недопирливи од законите. Исто тука можам да во вашето излагање делот кај што кажате дека никој нема да биде поштеден, се надевам дека тоа така ќе биде. Генерално не сум задоволен, немам дополнителни прашања и како и за администрацијата и она кое што го според вас не сте кажале јасно и гласно дека не се однесува само за третиот ешелон, се надевам дека следен пат на она што представуваше прашање и поенти од прашањето ќе добиам јасни и прецизни одговори. Благодарам. Благодарам.